Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Дел од пензионерите утрово најавија протест пред Уставниот суд по најавата дека постои можност судот да им го укине последното линеарно зголемување на пензиите. Одиме веднаш на терен. Мартин Арсов го следи овој протест од утрово. Мартин, се одржали протестот на пензионерите? Имаме ли некакви пораки од таму? Добар ден, Александар. Туку што заврши протестот на пензионерите овде пред Уставниот суд. Околу 100 пензионери од повеќе градови од Македонија точно во 11 часот се собраа токму овде на просторот пред зградата на Уставниот суд. Тие се незадоволни што судот поведе постапка за оценување на уставноста на второто или новото линеарно покачување на пензиите. Тие се за да продолжи овој линеарен модел, односно сите пензионери да земаат исто зголемување. Тие направиле пресметка дека овој модел е подобар за пензионерите, бидејќи доколку се задржи оној процентуален модел на зголемување на пензиите, оној швајцарски модел кој што претходно се применуваше по формулата 50% од трошоците на живот и 50% од растот на просечната плата, тогаш се создава голема разлика помеѓу најсиромашните и најбогатите пензионери, а според нивните пресметки таа разлика била 1:7. Тие упатија барање до Уставниот суд да не го укинуваат ова нивно право, како што го нарекоа за линеарно покачување на пензиите. Имаме дел од нивните изјави. Значи, ова е чиста лага, манипулација што произлегува од тие кланови, односно, а да не кажеме, од Уставниот суд. Еве, повелете, ова е пуштено меѓу граѓаните, меѓу пензионерите, кои дојдовме од сите градови на Република Македонија, да створиме ред, да створиме некој хармонија и да кажем на крајот. Овој закон, линеарно покачување, најхармоничен закон за наредните, за едните пензионери и за пензионерите што се сега. Ние ова што го бараме, ќе одиме на 10 декември пред Европска унија, Европа да слушни што ќе кажеме. И најпослед пред да завршам, сакам да кажам, како за нив е уставно нејзиниот закон 78% да си ги покачат платите, а нашата пензија не. Да, од Уставниот суд што минатата недела информира дека претходното линеарно зголемување 2 пати по 2500 денари воопшто нема да го разгледуваат, а за ова второ линеарно покачување од по 1000 денари сега есенва и наредната пролет се уште се собираат мислења и немаат донесено конечна одлука. Директорот на Фондот за пензиско инвалидско осигурување Никола Мемов пак во синоќешното гостување во тема на денот на Сител нагласи дека исплатата на пензиите не е загрозена и пензионерите и овој и секој следен месец пензионерите ќе си ги добиваат редовно, секој први во месецот, па така исплатата на ноемвриската пензија започна во петокот, а завршува денеска. Александар, секако целосна слика од протестот, комплетен извештај пренесуваме во вестите во 16. Да, Мартин, ке те очекуваме во 16, Мартин Арсов за протестот на пензионерите. А камерите поставени на улиците од системот Безбеден град од денеска ке почнат да регистрираат сообраќајни прекршоци во рамки на едномесечен пробен период пред целосната примена на системот предвидена на почетокот на следниот месец. Во овој пробен период на возачите ќе им стигнуваат само предупредувања, додека соказнување се почнува од почетокот на идната година. Според најавите, во почетниот период ќе се евидентираат сообраќајните прекршоци како што се брзо возење, црвено светло, погрешно паркирање и истечена регистрација. Сите сопственици на возила при регистрацијата изминатава година во МВР веќе ги оставија своите телефонски броеви и имейл адреси, па полицијата сите податоци за сторениот прекршок ќе ги испраќа на тие контакти. Надлежните очекуваат на овој начин да се зголеми безбедноста во сообраќајот. За прекршоците кои ќе бидат документирани преку системот Безбеден град на собственикот на возилото со кое е констатиран веќе сообраќаен прекршок, Министерството за внатрешни работи му доставува SMS порака на мобилен телефон и на електронска адреса, податоци кои собственикот на возилото ги дал при регистрација на истото, со линк за преземање на записник за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог. Доколку сторителот ја прифаќа одговорноста за
сторениот сообраќаен прекршок во рок од 8 дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог, ќе плати половина од изречената глоба. Ако истекол рокот од 8 дена за да плати половина од изречената глоба, ќе може да го плати целиот износ на изречената глоба најдосна во рокот 8 дена по истекот на рокот за плаќање на половина од изречената глоба, а Во организација на Институтот за демократија во Собранието денеска содржа настан за реформската агенда и берлинскиот процес низ призмата на европската интеграција, како и улогата на парламентот во спроведувањето на приоритетите. Настанот е во соработка со Собраниската комисија за европски прашања и меѓупартиската група за следење на имплементацијата на берлинскиот процес. Имаме дел од пораките од таму. Без разлика од кој политички ентитет доаѓаме, на крајот на денот сите имаме една заедничка цел дека втората стратешка определба на оваа држава треба да биде патот, односно да биде членството наше кон Европската унија, на кое што заеднички треба да работиме. Morаме целосно да се посветиме без изговори и доцнења. Би рекол, знаете дека повеќе од декада го следиме и перцепциите на јавноста за работата на Собранието. Она што последното истражување теренско покажа дека имаше зголемување во она сеопшта оценка за перцепцијата на работата на Собранието, значи мало подобрување после години и години стагнација. Берлинскиот процес е започнат уште 2014 година за да создаде една посилна рамка за продлабочена соработка на земјите од Западниот Балкан и Европската унија. Во секој случај е компатибилен со планот на секоја од земјите во регионот за членство во Европската унија. Добро е што таму учествуваат сите земји од регионот, бидејќи имаше и некои иницијативи каде што не секоја земја од регионот беше вклучена и има добра група на земји кои што се членки на Европската унија. Но она кое што загрижува, затоа што од 2021 година, кога што имало самит исто така на Берлинскиот процес, главниот заклучок тогаш бил дека проширувањето останува стратешка цел, односно стратегиска инвестиција за мир, демократија, просперитет, безбедност и стабилност во Европа. И тоа се однесува и на нас, и на земјите од Западен Балкан. Истата теза, истите заклучоци, истата потреба ја имаме токму и денес во 2025 година, дека сепак од тогаш кога се зборувало за проширување се зборува и денес, а ние се уште сме во чекалната. Опозицијската СДСМ и денеска објавува информации за тендер со софтвери во владата, кој според нив го добила фирма која била блиска до ВМРО-ДПМН. Од СДСМ денеска објави кој бил вториот вработен во фирмата која добила околу 9 милиони евра од тендери во последните 6 месеци. Кој е вториот вработен, што работел претходно и во кое време работел? Станува збор за извесен Глигор Поцев. Поцев, почитувани, бил сведок во случајот Таргет Тврдина за уништувањето на опремата за масовно прислушување како вработен во Управата за безбедност и контраразузнавање во периодот на Сашо Мијалков. А токму последниот договор со владата и оваа фирма е рамковна спогодба за софтверски лиценци за виртуелната платформа. Како тоа, лица кои биле дел од разузнавачки структури, кои директно или индиректно се поврзани со процеси за уништување на опремата за прислушување, сега се пак во игра за милионски тендери за софтвери. Филипче се обидува да изгради улогата на морален коректив во опозицијата, ама јасно е дека нивната матрица не се менува. Прво направи хаос, па направи уште поголем хаос, да го прикриеш првиот, обвини некој трет, изигравај жртва, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМН. Така во периодот од 2019 до 2021 или златната ера на тендерските шеми на Заев и Филипче, отпишани се 2000 тони јачмени пченица во вредност од околу 800.000 евра од стоковите резерви. Пченицата инаку била во употреблива состојба, па направен е записник кој го негира тоа и донесен на владина седница кога Филипче е дел од владината структура. За да се прикрие ова, се склучуваат два тендери за набавка на 20.000 тони со соседна држава за да се пополнат дупките во залихите, се вели во соопштението кое што го испратија од ВМРО-ДПМН.
Министерот за дигитална трансформација е задоволен од распределбата на ваучерите за студентите со кои се купуваат електронски уреди. Како што утро објасни, тој досега распределени се повеќе од 40.000 ваучери, а повеќе од 20.000 студенти ги искористиле своите 250 евра за купување на нов уред. До вчерашниот ден, според моите податоци, нешто помалку од 40.000 ваучери се веќе издадени и покажува во последните 5-6 дни имаме намалување на бројот на издадени ваучери, што покажува дека најголемиот дел од заинтересираните студенти на кои што им беше приоритет да извадат ваучер, веќе го имаат направено тоа. Остануваат уште 15.000 нераспределени ваучери. Очекувам дека до крајот на проектот, до крајот на јавниот повик, 20 декември, најголемиот дел од студентите веќе ќе ги извадат сопствените ваучери. Она што ме радува е дека околу 21.000 студенти веќе си подигнале електронски уреди со тие ваучери, што значи нешто повеќе од половина од ваучерите се веќе искористени и очекувам дека во рокот кој што е утврден до 1 јануари 2026 сите што биле заинтересирани подигнале ваучер ќе можат да го реализираат. Има метеж сега и во продавниците, има голема побарувачка, тоа беше и целта на проектот, така што мислам дека е сосема успешен. Министерството за образование и наука ги информира студентите дека рокот за пријавување за правото на субвенциониран студентски оброк за оваа академска година трае од денеска до 5 декември. Правото на субвенциониран студентски оброк може да го користат сите редовни студенти на додипломски и постдипломски студии кои имаат месечен приход помал од минималната нето плата, а студираат на државните и приватните универзитети во земјава. Студентите кои ги исполнуваат условите, а не аплицирале досега, може да поднесат апликација електронски преку порталот e-услуги. Студентите на кои им било прекинато правото на субвенциониран оброк, а сметаат дека ги исполнуваат условите, може повторно да аплицираат, информираат од Министерството за образование. Тело на се уште неидентификуван маж вчера попладнето било извлечено од водите на реката Вардар во близина на велешкото село Уланци. По пријава од граѓани, пожарникарите од Велес излегле на терен и со едно возило и двајца спасители го извлекле телото од водата. Случајот е предаден на надлежните институции. Од основното јавно обвинителство од Велес соопштија дека е издадена наредба за обдукција за да се утврди идентитетот на починатото лице, како и причините поради кои што настапила смртта. Во истиот дел на Вардар летово беше пронајдено тело на 16-годишно девојче кое претходно исчезна во реката, а во 2018-та беше пријавено дека е извлечено тело на 77-годишен маж. Полицијата утрово информираше дека во текот на викендот при акцијска контрола во Кичево и регионот открила музичка група од Босна и Херцеговина која во земјава настапувала без соодветна документација. Како што утрово информираше прес-центарот на МВР, контролата во координација со пазарната и трудовата инспекција била извршена во угостителски објект кој се наоѓал на патот Кичево-Охрид, при што се приведени вкупно 5 лица, сите на возраст меѓу 23 и 28 години, бидејќи работеле без соодветна дозвола. Сите добиле прекршочна пријава и биле предадени на Кичевскиот основен суд. Претходно слична пријава доби и српскиот пеач Аца Лукас откако беше извршена акцијска контрола во локал во Кавадарци. Државниот пазарен инспекторат најавува дека во пресрет на празниците и очекуваниот зголемен број на прослави ќе спроведува и засилени инспекцијски надзори во угостителските објекти. Загревањето на домовите и натаму останува едно од главните причини за загадување, особено во помалите средини надвор од Скопје. За состојбата во Штип јавува нашиот штипски дописник Трајан Ристовски. Главниот извор на аерозагадувањето во Македонија, посебно во помалите средини и понатаму е начинот на загревање на домовите и индустриските капацитети. Поради лошата економска состојба, многу домаќинства како извор на затоплување користат цврсти горива кои имаат високи емисии на штетни честички, како дрво и отпадни материјали. Емитира многу високи количества на цврсти честички во воздухот кои остануваат, бидејќи не се шират во атмосферата, остануваат многу долг период околу нас и сето тоа се регистрира на мерните станици и имаме често негативен индекс. Во моментот за среќа поради временските услови, односно ноември е карактеристичен како стабилен месец, меѓутоа оваа година поради временските услови мислам и дека добро поминавме. Имаше многу врнежи, односно струјење на воздухот.
Со почетокот на грејната сезона, локални жаришта и понатаму се појавуваат во делови каде што интензивно се користат цврсти горива, особено во периоди на ниски температури и мирни временски услови. Овие податоци произлегуваат не само од домашните, туку и од истражувањата на светско ниво. Тоа е еден специфичен проблем, бидејќи тие емисиите од согорувањето на цврсти горива во домаќинствата се емисии кои што се многу блиску до нас и представуваат навистина сериозен ризик и за квалитетот на воздухот, општо и за здравието на луѓето. Куките се обично ниски, имаат 1 до 2 ката, емисијата е непосредно во зоната кај што живееме и доколку воздухот остане стабилен, концентрациите знаат да бидат екстремно високи. Поради строењето на воздухот, односно ветерот, штип речиси никогаш не ги надминува дозволените 35 денови со зголемени концентрации на PM честички годишно, а просечните годишни вредности остануваат под границата од 40 микрограми на метар кубен, што е еден од главните индикатори за оценка на квалитетот на воздухот. За Сител, Трајан Ристовски.